Почитувани граѓани, почитувани новинари. Во услови на глобална енергетска криза, владата и институциите, предводени од СДСМ, превземаат мерки за справување со истата, како и за заштита на стандардот на граѓаните и стопанството. Ширум светот расне цената на електричната енергија и природниот газ, како за домакинствата, така и за стопанството. Најизразено е поскапувањето на цената на струјата во Турција, која за домакинствата е поскапена за 50%, додека за компаниите за 125%. Во Италија, цената на струјата за домакинствата е поскапена за 55%, додека цената на природниот газ се зголемува за 41%. Со навременна интервенција, владата предводена од СДСМ успеа да спречи енормен раст на цената на електричната енергија кај нас и истата поскапува само за 9,48%. Тоа се должи на навремено активирање на сите капацитети за производство на струја од домашни извори. Обезбедени се доволни количини на јаглен за работа на ТЕЦ Осломеј, како и за РЕК Битола за работа на двата блока. Во план е месецов да се пушти во употреба и третиот блок во РЕК Битола, како и вториот блок во ТЕЦ Неготино. Со тоа сите количини на електрична енергија потребни за универзалниот снабдувач ќе бидат обезбедени од домашни извори и ќе нема никаков увоз на струја во месец јануари. Владата, предводена од СДСМ, подпиша и договори за реализација на стратешки инвестиции во областа на енергетскиот сектор, меѓу нив е најголемата гринфилд инвестиција од страна на германската компанија ВПД, која ќе изгради 69 ветерници, но и соларниот парк Стипион во Штип. Само овие две инвестиции ќе обезбедат електрична енергија од над 800 мегават часови од обновливи извори. Ова ќе обезбеди сериозно зајакнување на енергетските капацитети на државата. Имајќи го предвид покачувањето на електричната енергија, владата предводена од СДСМ обезбеди и 60 милиони денари, со кои ќе им се помогне на околу 7500 семејства од ранливите категории преку субвенционирање на сметките за електрична енергија. Сето ова се мерки кои ги превземаме за заштита на животниот стандард и унапредување на енергетскиот сектор. Почитувани, владата и институциите ја следат состојбата во енергетскиот сектор и подготвени се да се справат со сите предизвици кои ќе следат во наредниот период. Ви благодарам, доколку има некои прашања, повелете.